Почитуван подпредседател, почитувани колеги претеници, почитувана македонска јавност. И синоќа во доцните часови кажав, еве и денеска ќе допрецизирам дека во ова собрание се силува и уставот и законите и деловникот. Сведоци сме на обид, но и класичен упад во процедурите и кршење на деловникот на собранието. За жал на кревката македонска демократија тоа се случува во континуитет. Само ќе подсетам на обидите за носење на законот за Академија на судии и обвинители. Закон со кој треба да се вдомат децата на функционери на СДСМ и ДУИ, како и деца на партиски мегафони на овие структури. Без никаква консултација со опозицијата, ова собрание минатата година го донесе Законот за Агенција за разузнавање. Закон кој според насоките на Прибе и со подршка на меѓународни институции и пријатели на Македонија, како ОПСЕ и ДИКАВ, мораше да има инклузивност и подршка од сите партии за градење на оваа безбедносна служба. Оти таа служба е на Македонија, а не на овие партии. Истото се случува и на оваа седница. На дневен ред се ставени Законот за внатрешни работи и Законот за полиција. Закони од безбедносна сфера, за кои опозицијата воопшто не е консултирана, а нашите амандмани беа експресно одбиени. Значи се продолжува со игнорирање на опозицијата за прашање од државен интерес. Денеска, со ставање на точка, односно одлука за разрешување на еден член од комисиите, без притоа да се испочитува процедурата која што е пропишана со деловник и процедура која самиот председател на собрание јавно ја потврди на гостувањето на телевизија 24, како што спомнаа претходните говорници, докажувате дека не ве води правото, не ве водат принципите, туку ве води партискиот и личен интерес. Со право граѓаните ќе прашаат, како е можно после толку време седење на тоа столче, како председател на собрание, од кој еден мандат не само што нелегитимен, туку и нелегален, избран на насилнички начин, со гласање со две раце на седница од која што нема записник. И како е можно тој, и покрај големото искуство кој го има во вршењето на таа должност, да биде првиот што еднаш ќе ги прекрши процедурите и во два наврати различно ќе го толкува и ќе постапува по истиот. Јас лично не сум изненаден од тоа што тој што е најповикан и што треба да се грижи за почитувањето на деловникот, токму тој го крши. Но изненаден сум од реакцијата на мнозинството, кои наместо да го критикуваат овој упад во деловникот и процедурите, тие му даваат поддршка. Со толкувањето на деловникот, според ваши потреби, правите преседани кои ќе станат пракса. На тој начин го девалвирате и собранието, се девалвирате и вас, а ги девалвирате и граѓаните кои ви избрале да работите по устав и по закон. Почитувани колеги претеници, каде во членовите 114, 118 од деловникот или оние од уставот 76 и 68 на кои што се повикувате, пишува дека промената во однос на мандати во текот на мандатот, односно на веќе избрани тела и комисии во собранието, дека треба истото тоа да се одрази на мандати во комисиите. Каде е тоа пропишано? Каде е пропишано дека еднаш избрана комисија може да се ја менува владеачкото мнозинство по сопствено убедување? Каде е пропишано дека токму колегата Зенделија, тој што треба да биде заменет со друг колега пратеник? Како тоа до вчера истиот тој колега пратеник одговараше да биде член на комисијата, а од денеска повеќе не? Колегата Зенделија е пратеник исто како и сите ние. И позади него има гласачи кои гласале за него и го направиле легитимен исто како и сите нас. Каде е тука заштитата на достоинството на народните избраници? Тој што е должен да го чува и угледот на собранието и да ги штити претениците, тој прв си има подпишано и е иницијатор за оваа предлог одлука за негово разрешување. Го направивте колегата Зендели како да е некој натрапник, кој сам на своја рака си станал член на комисијата. А токму ова собрание, согласно процедура, го има гласано и него како и сите други членови на комисијата. За жал на македонската демократија, овде во ова собрание нема почитување и на угледот и на достоинството на претениците. Каков е тој однос и зошто 4 минути пред почеток на седница ни се доставува предлог одлука за разрешување на колега пратеник? Што е толку итно? Земјотрес ли е? Поплава ли е? Некоја друга непогода да не ја снајде оваа држава? Зошто толку се брза? Да биде срамот и понижувањето уште поголемо, а и да се разобличат работите пред македонската јавност. Мора да се подсетиме дека вие како владеачко мнозинство вчера не сакавте да гласате за декларацијата за Гоце Делчев да биде ставена на дневен ред како прва точка, туку инсистиравте и брзате со ова што денеска ја дискутираме. И тука не се лутете на тој што го правил дневниот ред. Тој секако за Гоце ништо не чувствува. Овде е прашањето како вие се чувствувате
за оваа точка да не гласате. Почитувана македонска јавност, владеачкото мнозинство 4 месеци чекаше. Бараше начини како да ја заобиколи процедурата. За да вчера, на 4 минути пред почеток на седница, ја прекрши процедурата и достави предлог одлука директно до пленумот. Зошто? Затоа што им се брза. Јасно им е дека државата, поради ова самоволие, начин на владење и узурпација на државната моќ е во криза. Експонентите на тоа владење знаат за катастрофалниот рейтинг кој го имаат кај народот. Тоа го чувствуваат и токму затоа брзат со комплетна деградација и партиска окупација на системот. И да се навратам на почеток на моето излагање. Затоа насилнички одат и им се брза со носењето на законите за Академијата за суди и обвинители, затоа не ја консултираат опозицијата за Законот за внатрешни работи, затоа и на ваков недемократски начин со кршење на деловник сакаат да инсталираат уставни судии преку деградирање и омаловажување на колега пратеник. Затоа што сакаат да инсталираат своји партиски послушници на клучните места, од каде ќе треба во иднина да бидат повикувани на одговорност. Затоа што со силување на демократијата и мафијашки пристап кон процесите во државата, девалвирајќи го собранието, мислат дека ќе си купат некој ден плюс власт и слобода. Почитувана македонска јавност, во ова собрание во изминативе 30 години се носени стратешки одлуки за државата. Но ова собрание стана символ за непочитување на законите и процедурите што само си ги има донесено. Наместо дом на граѓаните стана дом на самоволието и на личните интереси. Ова е собрание која минува и дава подршка на нелегитимната влада, која води анационални политики, на влада која ни донесе 4 кризни состојби и која ја задолжи државата со историски највисок долг. Ова е собрание која молчи за платените 58 милиони за струја само во месец февруари. Ова е собрание кое не се интересира зошто се уште 50 наши македонски граѓани се заглавени во разорената Украина, а нашиот амбасадор веќе си се врати дома. Ова е собрание кое не се интересира зошто државата нема капацитет, а порано имала 5 дена да не може да го пронајдат изгубеното детенце во Прилеп. Ова е собрание кое во услови на геополитички тензии, наместо да расправа за тоа и какви мерки треба да се превземат за надминување на тоа што ни доаѓа од исток, води маратонска расправа за тоа како да им се удоволи на желбите на СДСМ и ДУИ, односно за нивен спас од одговорноста за злоделата кои ги направија на татковината. Ова собрание е нефункционална институција, која одамна е престана да биде представнички дом на граѓаните. Токму затоа треба да одиме на предвремени избори и народот да донесе суд за нови луѓе, кои ќе го вратат достоинството на законодавниот дом. Собранието на една земја членка на НАТО и претендент за Европската Унија не смее да биде заложник на хибриден режим и да има за цел единствено задоволување на личните и партиските цели. Ви благодарам.